Пожарот во Тетово е капка која ја прели чашата. Градот кој изминативе години е светски шампион по загаденост на воздухот, сега се соочува со нова и многу поопасна еколошка катастрофа. Огнените јазици кои ја зафатија фабриката стопија десетици тони хемикалии, а државата нема начин како да ја измери загаденоста на воздухот, почвата и водата. Министерката за животна средина признава дека последиците ќе бидат огромни и тетовчани ќе се соочат со висока загаденост. Во случајов, дури и во државата нема акредитирана метода која што може да мери испарување на органски загадувачи. Ги консултиравме вчера сите лаборатории, приватните лаборатории, не можат да излезат на терен бидејќи немаат акредитирана метода. Шукова итно побара општината да провери дали складот работел согласно предвидените мерки. Сега треба општината да провери дали овој склад работел со предвидени мерки, особено против пожарни мерки, и дали има елаборат за заштита на животната средина. Значи, ние не сме истражен орган, ние тоа секако нема да го проверуваме, меѓутоа мислам дека општината треба да провери. Дека состојбата во Тетовскиот регион е алармантна по здравието на граѓаните предупреди и докторите. Професорот Кочубовски за Алфа кажа дека последиците од пожарот допрва ќе се видат, а за моменталната ситуација најизложени на ризик се малите деца, бремените жени и хронично болните. Пожарот испушта гасови прво, после испушта и честички, суспендирани честички или целсти честички, кои зависат од тоа што си гори, да речеме. Во овој случај, ако биде бои и химикалии, едноставно, значи, тоа се може да бидат различни флорооргански соединенија, може да бидат, може не знаеме точно, затоа што не знаеме што било внатре. Едноставно, али при горењето се ослободи јаглерод моноксид, при несоодветно согорување или нецелосно согорување, секако CO2, понатака, ако има хлор, може да бидат и некои други, едноставно, субстанции. Опасност, значи, ќе биде понатака за од почвата и треба да се испита, тоа ќе бидат ангажирани секако надлежни органи за да го направат тоа. Значи, воздухот секако ќе се прати. И екологистите се кренаа на нозе. Тие ги повикаа надлежните да спроведат строги контроли и да проверат дали се почитувани сите безбедносни мерки кои се предвидени за компаниите кои работат со високо запаливи опасни материи. Велат дека ова не е прв пат да избие ваков пожар, а сметаат и дека последиците од ослободените штетни материи во воздухот ќе имаат големо влијание врз здравието на луѓето.